Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Во Евангелието според Јован 10 глава 28 стих е запишано: И јас им давам живот вечен, и тие нема никогаш да загинат, и никој не може да ги грабне од мојата рака. На самиот почеток имаме и јас, вечниот Бог, кој нема ниту почеток, ниту крај. Битие кое е независно и нема да биде зависно. Ја открива својата самобитност или своето вечно постоечко јас. Од него се постои и се соединува во него. Кога му се јави на Мојсеј, му се објави со зборовите јас сум или сум. Бог не може да се спореди со никого. Неговата самобитност е концепирана во три совршени личности. Бог Татко, Бог Син и Бог Свет Дух. Сите три личности се еден, совршен и неделив Бог. Дали се обидуваш тоа да го сватиш? Немој. Бог е Дух, тоа што е откриено им припаѓа на неговите синови, а сокриеното му припаѓа на Бог. Но неговата објава јас е потврда дека тој е еден Бог во три личности, кои се вклучени во спасителниот чин. Јас, вечниот, се е зависно од него. Тој јас е дарежлив Бог. Исус им дава. Неговата дарежливост не е само кон одредени созданија, туку таа е универзална. Сите негови созданија се зависни од дарежливоста на Бог. Бог не може по природа да не дава. Тој го даде и дава се она што му е потребно на созданието. Библијата вели, ако го повлече својот дух, се ќе исчезне, се ќе снема. Тој ни дава живот, здив, движење, разум, сила, храна и се друго, без кој не можеме да живееме. Во конкретниот случај, Бог ни дава живот вечен, кој не може да го земе никој и никогаш. Вели, и јас им давам живот вечен. Тој дава живот без почеток и без крај. Вечен. Можеш ли да ја замислиш вечноста и можеш ли да ја ограничиш? Вечноста е крај без почеток и почеток без крај. Има ли нешто поголемо, потрајно од вечноста? Исус го дава животот на оние кои веруваат во неговото име, Исус. Тој живот не зависи од нашите дела. Вечниот живот е Божи дар, што не го заслужуваме. Не го заслужуваме со ниедно дело. Ако ги прашаш луѓето сакат ли да живеат вечно, ќе одговорат да. А ако им кажеш дека вечниот живот го дава Исус, ќе речат можеби не. Или ќе бараат некаков изговор како да се подалеку од него. Само Исус го дава вечниот живот. Не можеш да го добиеш од само себе. Треба да поверуваш во него и вечноста ја имаш сега и во иднина, секогаш. Зарем не те радува тоа? Тој живот е загарантиран само во Исус. Потоа во стихот се вели, и тие нема никогаш да загинат. Никогаш нема да загинат. Божите деца се запечатени со Светиот Дух за денот на откупот. Прекрасно, зарем не? Кога си поверувал, Бог те запечатил да бидеш негова својина и негова драгоценост. Позицијата и статусот што ги имаш како Божјо дете се вечни и сигурни. Никој не може тоа да го промени или да ти го земе. Ти некогаш си бил темнина, а сега си дете на светлината. Имаш нова природа со небесни закони. Тоа што си го сакал некогаш, сега го мразиш, а тоа што си го мразил, сега го сакаш. Некогаш не си сакал да читаш Библија, сега не можеш без неа. Некогаш не си ги сакал христијаните, а сега сакаш да бидеш во нивно друштво и да ги споделуваш твоите искуства.
Таа промена и тој нов положај се сигурни и вечни. Оти е запишано: никогаш нема да загинат. Во тоа лежи христијанската сигурност и надеж. Ако се зависеше од нас, ние бргу би го напуштиле Бог и би живееле според нашите желби и страсти. Но, откако Бог ни даде нова природа, ние нема никогаш да загинеме и да отидеме во пеколот, туку во рајот. Потоа вели стихот: и никој не може да ги грабне. Никој не е во состојба да не оттргне од Божјата љубов во Исус Христос. Павле вели: и така, што да кажеме на ова, ако е Бог со нас, кој ќе биде против нас? Оној кој не го поштеди ни својот син, туку го предаде за сите нас, како не ќе ни подари и се друго заедно со него? Кој ќе ги обвини Божите избраници? Бог ли кој ги оправдува? Кој може да ги осуди? Или кој може да ги осуди? Христос Исус ли, кој умре и воскресна од мртвите, кој е од десната страна на Бог и посредува за нас? Кој ќе не одвои од Божјата или Христовата љубов, дали неволја или страдање, прогонство или глад, беда или нож, како што е запишано: поради тебе не убиваат секој ден, не сметаат како овци за колење. Но напротив, во се ова ние сме повеќе од победници, преку оној кој не засака, и убеден сум дека ниту смртта, ниту животот, ниту ангелите, ниту властите, ниту сегашнината, ниту иднината, ниту силите, ниту височината, ниту длабочината, ниту било кое друго создание ќе може да не одвои или оддели од Божјата љубов во Исус Христос нашиот Господ. Ова сигурност што Павле ја изразува не е некоја замислена или некоја фантазија, туку е реална и потврдена преку личност и силата на Светиот Дух. Светиот Дух заедно со нашиот дух сведочат дека сме деца Божи. Божите деца се сигурни сега и во иднина и вечно. Тие се наоѓаат во Божите сигурни раце. Зашто понатаму во стихот вели: никој нема да ги оттргне од мојата рака. Исусовата рака е силата и власта што ја има над своите деца. Таа рака е сигурна кога сме фатени за неја. Бог во Стариот Завет му велеше на Израел дека го носи на својата дланка. Исус ја носи својата црква на дланка. Вратите на адот нема да ја надвладеат или победат, и затоа имаме сигурност. Исусовата рака ја води црквата од самиот почеток. Никој не загина, освен синот на загинувањето, а тоа се однесува за Јуда, за да се исполни писмото. Кога ги имаме овие сигурни ветувања, христијаните треба да се радосни и секогаш задоволни од привилегијата што ја имаат во Господ Исус Христос, нашиот Спасител. Да, Исус те вика. Тој ти ја дава сигурноста. Тој сака да бидеш во заедница со Него. Сака да те спаси. Ги бари изгубените. Дојде за грешните и болните. Сака да ти ги прости гревовите. Сака да живееш вечно. Сака да те направи среќен. Ти нуди решение од смртта. Ќе те води во овој живот. Сака да те благослови. Ти го сака најдоброто. Дали на сите овие добрини што ти ги нуди Исус, ќе кажеш не ми требаат овие. Ако одлучиш така, немој да го обвинуваш Исус кога ќе те суди на судниот ден. Но Бог вели: дојдете при мене сите кои сте обременети и оптоварени, и јас ќе ви дадам живот вечен. Нека му е слава на Исус. Амин.